3 март 2025 лето, господо, добро дојдовте во уште една епизода од циклусот Психолошка работилница. Денеска ќе го имаме по трет пат Горан Стевчевски. Горан, добро дојде. Благодарам, Веќе си поздрав до гледачите и слушателите. така, веќе си редовен и гостин, ја можам да кажам, и ко-водител, некој кој што ја креира нели наративата на Психолошка работилница. После нели реакциите од првите две емисии кои што ги направивме, мислам дека веќе добива една форма, една потребна наратива која што и тоа како ќе им разјасни на многу наши гледачи нели што всушност е твојот метод САВЕ. Вечерашната емисија носи наслов нели разумот како систем на управување со човекот од Карл Густав Јунг. Така. Да не должам многу за публиката да не чека. Првото прашање би ти го поставил, тоа би било нели во контекст на она што го зборувавме и во првите две емисии, стигнавме нели до разум. Така. Често има нели двојба, дилема што е ум, што е разум. Човештвото нели тоа Јунг го кажува дека еволуира, затоа ги прави нели тие системот на архетипови кои што нели можат да ја пратат нели еволуцијата на разумот од древни времења до сега. Накратко, твоја дефиниција е она што може да се каже за еволуцијата на разумот. Значи, Владимир, ние денеска живееме во реалност која што ја креира разумот. Разумот има дуална природа, значи два поларитети и создава поле меѓу тие два поларитети и го одржува постојано живо. Можам да кажам дека јас го сакам разумот и неговите интелектуални функции, аналитика, компаративност, она што му треба да се дефинира, стварање на поимот и приоритетите кои што ги дава на фактите и на поимите. Меѓутоа не сакам кога тој ме управува мене и ми ја креира мојата реалност. Поради што? А кога разумот функционира, тој како дуален систем, тој не насочува кон два поларитета, кон егоизам и кон независност. Што значи егоизмот? Па егоизмот не насочува да мислиме на себе и да работиме за себе. Нашата цел тога станува успехот, а како последица на тој успех и заработката на пари. Денеска сите сме обседнати со парите и со успехот. И секој родител, секој дете го насочува кон таквата цел. Нашата цел, кога имаме повеќе пари, што добиваме ние со тоа? Па стекнуваме сигурност, безбедност и најважна работа независност. Значи гледаш како од еден поларитет скокнуваме на втор. Значи егоизмот и независноста, кои се поларитети. Што ни помогна ние да дојдеме на тој втор поларитет? Што не прави нас независни? Во овој случај не прават независни и сигурни и безбедни парите и успехот. И ние се стремиме кон тоа. На тој начин стануваме промислени. А што е промисленоста? Тоа е подмолен интелектуализам. Несвесни сме дека нас лично како луѓе не обземе брутален егоизам и ние сме насочени само кон целта, а не кон човекот. Парите и моќта стануваат смисла на нас како луѓе и ние се бориме за тоа. Зборуваме едно, као семејството ни е приоритет, ние си ги сакаме членовите на семејството, крвната врска е најважна, децата се најважни и дава смисол во животот. Меѓутоа несвесни сме дека се лажеме себе, а ги лажеме и другите. На тој начин стануваме слуги и инструменти на злото. Контролираме се и секој за да можеме да добиеме она што го сакаме. Во првиот случај заработка на пари, а во вториот случај и она е најважно, да му ја земеме или да му ја украдеме енергијата на друг. Стануваме јас сум она што имам, а не јас сум она што сум. Значи, тоа е она што Карл Густав Јунг го каже, она маска која што ни е ставена буквално од системот, од општеството. Така е. И за да се нели прекине тој ланец и да се поништи, ја ќе речем клетва, колку и да носи таа нели успех, пари, материјална добробит, јас сум она што имам, е потребен тој процес на индивидуација, нели, за да може да се допре до вистинското јас.
до вистинското селф. Океј, збунува што е ум, што е разум, меѓутоа битно е да знаеме што всушност представува здрав разум. Како можеме да го дефинираме здравиот разум? Па сакам сега да кажам уште еден елемент од овдека, значи во сегашно време од човекот еманира енергијата на свесност, на сексуалност. Значи тоа значи дека извира и се излева таа енергија од нас. Кога ќе го спознаеме системот на свесноста, ние дури тогаш можеме да бидеме онаа што сме. Се додека сме во овој систем и додека со нас управува сексуалната енергија, ние ќе го бркаме успехот, парите и она да имам што повеќе и да оставам на моите наследници што повеќе. Причина за ова е човековата несвесност, затоа што сите работат за себе, наместо да работат на себе. И од тука доаѓаме до онаа клучна реченица, што е тоа зло. Прошлиот пат рековме дека конфликтот е измислен инструмент за да се задоволат личните потреби. Доколку не се почитуваат фактите, тој е инструмент на злото. Меѓутоа, во овој систем на разумот, ние знаеме што е зло. Физичка пресметка, повреда на некој човек, убиство или слично. Меѓутоа, во системот на свесноста, тоа е сосема поинаку. Кога правиме зло? Правиме зло кога контролираме. Правиме зло кога лажеме. Правиме зло кога манипулираме. Правиме зло кога калкулираме. Правиме зло кога сме неодговорни. Правиме зло кога сме несвесни. Ова се елементите кои што го генерираат злото во духовниот свет. И е неопходно да се знаат. Кога се знаат ваквите работи, а ние ги имаме секојдневно во нашата реалност која што ја креира разумот, можеме да замислиме колку е процентот на злото и дека тој веќе овладеал со нас. Тоа веќе овладеало со нас. Сакам да ме прашаш за здравиот разум. Може да го дефинираме. Па здрав Иако е тешко. Секако ќе се осврнаме на таа дефиниција но сакам да спомнам пред известно време во емисијата кајте кога имаше се јави еден отец Ивица Тодоров, мисионерски центар, и тој кажа дека Џон Фицџералд Кенеди, новиот министер за здравство на САД, кажал дека оваа власт го врати здравиот разум и биолошката вистина. Укажува на една работа, дека Џон Фицџералд Кенеди е исто и отец Ивица, значи нашата црква е насочена кон здравиот разум. Исто така и америчката политика е насочена кон здравиот разум. Џон Фицџералд Кенеди ќе истакне во една емисија. Него го наведуваат или го кажуваат дека тој е лидер кој се предал на Божиот план. Кажа за една негова анекдота што е доживела со сопругата, дека имала некој проблем и требала да се види со исцелител или психолог. Меѓутоа не го направила тоа и требала да идат 3 дена на одмор во Мексико, мислам дека беше. И седнале во авионот и сопругата покажала повторно знаци на незадоволство и не се чувствувала добро. Тој размислувал за таа ситуација и одеднаш во навлезот во авионот се појавил тој психолог и исцелител со неговата сопруга, имале место веднаш до нив. И тој седнал до господја Кенеди, разговарал со неја и го кажал она што требало таа да го чуе и направил ресет на умот. Значи, ова е класичен пример на користење на разумот во оваа цел. Значи, не ресет на умот прави само рационален човек. Треба да чуе само она што треба да чуе, е избор на зборови кои што ги користи разумот. Значи, кога познавате добро разумот, вие знаете на кој начин се формулираат поимите и кога им се дава приоритет. И сакам да укажам дека уште на еден сегмент, како да створите обединета заедница. Повторно уште еден доказ дека здравиот разум управува со Кенеди и со сите оние кои што го користат и му даваат предимство. Значи, не може да се формира обединета заедница. Свесноста формира заедништво, а разумот формира обединета заедница. Меѓутоа, заедница може да створи секој.
Семејството е заедница. Но дали има заедништво во тоа семејство? Само ако постои љубов, има заедништво. А знаеме дека и Карл Густав Јунг го дефинирал тоа дека ние сме неспособни како луѓе да љубиме со разум. И како ако не сме неспособни да љубиме со разум, ние ќе правиме обединета заедница. На кои темели на што ќе се темели таа обединета заедница? Исто уште еден сегмент, како природата нас не поврзува со Бог. Тоа се обидел повторно да ни го каже Кенеди. Меѓутоа заборел да каже една работа, дека нас природата не поврзува со Бог, него нашата внатрешна природа, нашата свесност не поврзува со Бог. Свесноста во нас е она божествено во нас и она што е неопходно да допреме до нега, а тоа е можно само преку проширување на свесност. Потоа доаѓа Ѓурѓиев. Дали здравиот разум е навистина здрав или не? Што ќе ни каже Ѓурѓиев? Е неопходно да го цитирам некои работи, за да биде појасно. Ние треба да напредуваме во животот и да се стремиме кон тоа да ја стекнеме способноста на здравиот разум. Тоа што ние денеска го имаме воопшто не е здрав разум. Значи, пред 100 и кусур години Ѓурѓиев го заклучил ова што ние денеска настојуваме да го промовираме како здрав разум. Не можете со некој епитет здрав да му дадете на нешто дали е здраво или не, меѓутоа поимот здрав влијае на луѓето и да делува на нив да тие мислат дека тоа е основно нешто кон кое што треба да се стремиме и кој ќе не ослободи. Алберт Ајнштајн, здравиот разум е збир на предрасуди, на лажни уверувања кои ги формираме до нашата 18-та година. Таткото на науката на логиката, Хегел, која напишал и книга Наука за логиката, ни укажува дека не постои ништо така сомнително како што е здравиот разум. Значи, не постои ништо така сомнително како што е здравиот разум, ќе каже таткото на науката за логиката Хегел. Од сите овие работи ние повторно доаѓаме и се прашуваме што значи поимот здрав разум. Стануваме робови на здравиот разум и логиката. Дали некој некогаш се обидел да го објасни овој поим или не. Па да направиме една кратка ретроспектива. Што значи во англискиот речник зборот commonly? Значи common sense. Здрав разум, commonly. Зборот commonly значи обично, вообичаено, средно. Обично, вообичаено, средно. Синоним за commonly е habitually или навика. Она што го правиме од навика. Како се дефинира поимот здрав разум? Нешто што правиме од навика. Значи, сетилната перцепција активира навиката која создал разумот. Дефиниција во англискиот речник. Што е здрав разум? Тоа е здраво расудување во практични работи. Или синоним е добар осет. Значи, ние не произведуваме знаење. Поради ваквите неистражувања, ние само меморираме и паметиме некои работи кои што ни се наметнати. Или како поим, нашиот разум ги избира за корисни за нас. Значи, разумот ги избира работите по она колку се корисни за нас. Ако здравиот разум е корисен за нас, а укажува дека со него не се нешто здраво се случува во нас, ние тогаш го прифаќаме како наш спасител. Значи, вешто управување или маневрирање со когнитивните сознанија за системот. Апсолутно. Значи, многу убаво кажано и дефинирано и укажува дека поентата е разберена од тебе. Значи, што фактички ние правиме да... Значи, како е преведен од англиски зборот common sense? Зборот sense, сега вториот дел од common sense. Sense е преведен како осет, смисла, сетило, свест, чувство. Кој е од ова? Како може осет да се поистовети со чувство? Како може сетило да се поистовети со смисла? Кој превел ова? Како може вакви работи да се вадат? Како може сетило со смисла да се поистовети? Како може осет со чувство да се поистовети? Ако е дефиниран сенсот во англискиот речник, способност со која телото е перципира надворешна разум. Значи, ние со тело перципираме. Значи, здравиот разум е перцепција на телото во однос на некоја дразба. Значи, преку нашето тело ние ги донесуваме заклучоците и како ќе реагираме и како ќе се однесуваме во одредени ситуации.
Рационалниот патерн или рационалниот образец е производ на разумот. Тој ствара конфликти за да се задоволи личниот интерес и тогаш борбата за моќ и пари станува и смисла на нашиот живот. Тоа го гледаме секојдневно. Луѓе кои станале успешни и заработиле големи пари, влегуваат во политиката, стануваат моќни. И тие се оние кои што донесуваат одлуки. Значи разумот, здравиот разум, условно кажам, се баре, видовме дека не е здрав, се бори за да дојде во позиција да одлучува за други. И тоа е суштината на здравиот разум. Сега, круцијално прашање е, што е смислата на здравиот разум? Ако смислата на здравиот разум е оно што го гледаме, а тоа е криза, војна, глад, болест, смрт, што е здраво во овие состојби? Конфликти, војна, криза, глад, смрт. Што е, Владимир, здраво во овие состојби? Да не гледам ништо. Апсолутно ништо. Така. Па како нешто може да биде здраво? Доаѓаме до уште една работа. LGBT заедница, джендер идеологијата, која што исто така ја спомна и отец Ивица во тој контекст. Значи, зашто? Што е суштината? Дали тие се борат за граѓански права или за нешто друго? Секако разумот како итрец, како и троманес, многу убаво смислил зашто ќе се борат тие. Значи, тие не се борат за граѓански права, него тие се борат да се сочува свеста за сексуалност. Зошто Точно денеска така. се бара да се легализира педофилијата? Зошто се бара да се легализира инцестот во некои норвешки земји? Зошто се бара да се промовираат ниски страсти преку разни реалити шоуа, преку порнографски канали? Значи, сето тоа е направено за да се задоволи и да се одржува таа свест за сексуалноста. Поради кои причини, еве да влеземе малку подлабоко и да прифатиме дека таа заедница си има своји права, причини поради кои се поврзуваат исти полови, дали љубов или задоволство. Значи, тоа е задоволство. Апсолутно. Пошто затоа што спознавме дека разумот е неспособен за љубов. Значи го прават задоволство. Денеска си задоволен, имаш соодветен чин на сексуален однос, утре повторно го бараш тоа истото. Значи задоволување на телото. Спомнавме што значи здрав разум. Која е целта на овој однос? Дали може во джендер заедницата дали се случува ова заради продолжување на видот? Не. Напротив, не може да се има продолжување на видот. Значи природата го одредува некој след на настани кој што е неопходно да се следат и да се доживуваат. Да, човекови права, меѓутоа свест за сексуалноста е клучното кое што е скриено. Се додека постои свест за сексуалноста, ќе постојат и вакви под плаштот под заштита на авторски права. Па така Јунг забележал дека импулсот на физичка и духовна слобода оди со корелација со потребата да владеат, да освојуваат и да се борат за сопствената сигурност. Потребите на човекот стануваат поважни од неговата човечност. Такво нешто е природно кога го управува разумот. Значи човечноста се губи. Потребите на човекот стануваат поважни од него самиот. И тоа е клучно што е важно да се потенцира. Се губи човечноста, хуманата димензија на човек. Ово мене ми дава за право да дадеме на размислување дека што поздрав разум имаме понездрав ум. Мислам дека забелешката ти е на место и делува како шега, меѓутоа и разумот и умот се машини за размислување. Така. Тоа е синоним. На некој начин. Тие се дефинираат како машини за размислување. Каде суштината, нивна суштина е мислата. И тоа е клучно да се каже. Меѓутоа, свеста си има собствени тенденции кои што е обавезно ја следат. Доаѓа нешто како процесор за декодирање на индуцираните мисли, кои што некој однадвор ни ги подметнува во свој Апсолутно, па разум. информацијата која што ја добиваме ние секоја преку телевизија, преку мас медии, Алгоритм. преку новини, преку ова, делува како алгоритам на кој ние се закочуваме и тој и фактички на поимот кој он ни го генерира и се насочени да ја насочиме енергијата кон тој поим.
Во овој систем тоа е успехот, славата, моќта, богатството и управувањето со други, контрола и доминација. Значи тоа е системот и тој ни овозможува да го правиме ова. Од мали нозе мали да нозе, ги така е. правиме егоманијаци. Да, и значи уште еднаш ќе повториме дека нас не ни е потребна борба со злото. Нас не е потребно откажување од злото. Значи не треба да се борам против тоа ти да не лажеш. Не треба да се борам против Владимир да не лаже, против Горан да не Така. лаже. Него да се откажам од злото. Да не лажам. Јас да донесам собствена свесна одлука да не лажам. Тоа е откажување од злото, а не Владимир да се бори против Горан, да се откаже Горан од злото. Од злото, па како ти како јас ќе се откажам од злото, ти ќе се бориш со мене, јас да се откажам од злото. Не го лози. Ама како е можно тоа? И значи управо тоа е клучно. Тоа е единствено можно да се направи, значи само ако се победи разумот и логиката. А тоа е можно само ако допреме до системот на свесност. А за такво нешто е потребна работа на себе. Таа работа на себе, Горан, мене ми стана фраза. На секаде. Работи на себе, од сите нели психолошки правци, разни филозофи, вакви, такви, источњачки, западњачки. Сите велат работи на себе. И се луѓе остануваат збунети. Како се работи на себе? Што е вистинската, правилната работа на себе? Па да ти кажам, право е едно суштинско прашање кое го поставаш и мислам дека луѓе едноставно стварно поима немаат што значи да се работи на себе. Ова не е претенциозна, него ова е вистина. Јас ќе ви дадам неколку примери кои што ги забележав и од луѓе кои што се имаат формално образование, психолози, психотерапевти и луѓе кои што имаат нови методи сега признаени од науката и луѓе кои што прават промоција на разни сетови во кои што се борат против омраза и слично. Баш сега ќе ги видиме на кој начин е. Една господја, психолог и психотерапевт, велеше дека работа на себе. Што значи да работиш на себе? Секој да се запроша како придонесува со својата дисфункционалност, да се прави договор, да се посетува на љубезен начин и да се сети име на убави спомени. Ова ништо не ни кажува. Луѓе со формално образование, психолог и психотерапевт иден, значи како може вакво нешто да работа на себе? Со сеќавање на спомени јас работам на себе. Како работам сеќавање на спомени јас работам на себе. Правам договор, јас сум љубезна, што значи па нели треба да ги изразуваме емоциите и слично. Втора исто така господја се занимаваше со нов метод со реiki. И тој овозможува здрава љубов кон себе. Како е да здрава љубов кон себе? Како може да имам здрава љубов кон себе? Па дали имам болна љубов кон себе ако не се бавам со реiki? Или ако не ставам раце на тело и ова? Каква љубов? Абе, ние работиме во реики со енергијата на љубовта. Како работи со енергија на љубовта кога си у систем на разум? Кога те упразува разумот, бе. Абе, разумот е неспособен за љубов, бе. Карл Густав Јунг го утврди тоа пред 120 години. Нашата неспособност да љубиме произлегува од нашиот разум. Ние сме способни да се љубиме, но не и да љубиме. Тоа е огромна разлика. Па и самото тоа нивно тврдење дека они работат со енергијата на љубов, мене ми говори дека они разумно објаснување сака да вклопат љубовта, кој што е вон временска, вон материјална. Дали можеме да кажеме, ќе го дадам на крајот и примерот со Јунг кој го дава за разум и логика. Дали ако некој е разумен, значи дека никогаш ни еден човек, ако ние сме како луѓе управувани од разумот, значи ли тоа дека никој у свет не е неразумен? Така е. Оние убиство у Србија, дете што уби 10-9 луѓе таму, тој е разумен? Па гледаме има разум, ама не е разумен. Или што се дешава атентати и бомби, ставање по диска, по кафиќи. Или насилство по улиците. Па како тоа? Ние сме сите имаме разум и ако имаме разум, ние сме сите разумни. Па не сме разумни, гледаме дека не е така. Ова дека работат со енергија на љубовта, ја уште малце нема да се зачудам ако излезат у јавност и кажат ние имаме во шишенца дозирано запакована љубов, енергија на љубов. Да. Кој колку му треба е. Да, прва работа, они самите неопходно е да стасат до тоа.
Значи за да нешто работи со нешто мораш да сам да сташ до тоа. Самиот да излежат. Неопходно е да прошират својата свесност, да дојдат до системот на свесност, да се поврзат со него, па тогаш да работат со љубов. Како ќе ставиме енергија и ќе работиме со Ја локализира. Нешто што е нелокално, го локализира. Ама значи, па да, затоа што фактички поларитетите не ги познаваат, скокат од еден на друг поларитет, а не ја познаваат средината која води кон баланс и не го познаваат енергијата која ги балансира. Постои таква енергија, за неја ќе спомнеме малку подоцна. Трета, еве особена актерка наша, млада девојка, сега и дада да прави кампања за Телеком, интернет без омраза. Јас многу се трудам да работам на себе. Прво не може да има и да сака. Со најдобри намери да интернет Она без омраза. таа се труди да работи на себе. Таа се труди. Да се трудам нешто да правам, значи да се присилувам. Да се труди да работам на себе. А како таа работи на себе? И таа Тоа е исто кога да сакам ја се трудам да работам на себе, ама ги пушам цигари. Знаеки дека во 90% случаеве можам да фатам да, Да. се штетни. Така и со интернетот. Да, Интернет значи присила, значи користи Без метод на омраза. присила. Кој користи метод на присила и убедување? Па разумот. Го кажавме тоа уште во првата емисија. И ангажираната актерка во кампањата на Телеком за интернет без омраза вели: сметам дека е важно луѓето да застанат против говорот на омраза. Против говорот на омраза. Абе секој што застанува за или против прави фрагментација на свеста. поларизм. Абе, па полариз, па го спомнавме сега на почетокот. Ако си ти за или против, оние емисии за и против, што ги има во интервју, Проект контра, да. пројат контра што ги има, она емисија за вистината, дојдуваме двајца луѓе кои зборуваат со факти и тие демек нивните аргументи се пресметуваат и кажуваат све. Секогаш кога си за или против правиш фрагментација во свеста. Тоа е доказано дека живееме во една, не знам, во едно совршено струјно коло. Нели секое струјно коло мора низ него да поминува позитивна, нели, и негативен поларитет и позитивен. Значи од едната страна позитивен проводник, од другата негативен и само така кога тие Се одржува спротивности енергетското ќе поле. Се одржува така. енергетското поле. Да, ма што станува кога тоа е кога енергијата е насочена на полето и тогаш имаме стабилност и мир. А што станува кога поларитетите почнат да добиваат на интензитет и тие да убрзаат својата работа? Па се губи стабилноста. Тоа е дуалната природа. Ето. Двополарниот свет пропадна и сега што имаме? Сега имаме мултиполарен свет, имаме насока на глобализам за една сила да доминира. Затоа процесот на индивидуација и тоа како битен, затоа што го објаснува буквално спојувањето на двата различни принципа, негативниот и позитивниот. Апсолутно, значи тоа е неопходно, значи каде треба да оди говорот на омразата, символичен текст на тоалет хартија напишан за да оди во корп. Апсолутно. Абе човек, јасно му е каде треба да оди на секој. Зошто тоалетна хартија? Што користи тоалетна хартија, знаеме зашто не асоцира. Производ на дефекација. Абе, како можат да прават вакви реклами во кои ќе идат против нешто и ќе прават вакви? Абе, човек, се оди со свесност, бе. Се промовира убавина, бе. Во убавината ќе дојдеме до енергетски промени во себе, бе. Нема Како да дојдеме што кажал се време, убавината ќе го спаси светот. Ама до толку да, ајде женава глумица некоја таму, ајде некои елементарни познавања има или нема, не битно, ама оној што го напишало, па Телеком што платил, па што ангажирали направиле кампања. Па Телеком ги зима тие пари од потрошувачите, од граѓаните. Како ќе прават овие реклами, бе, на некој начин заблесавуваат луѓе, бе. Дали се при себе, да кого ангажираат, бе, аналфабети. Како се прави ова? Само колку да се направи нешто корисна граѓанска акција. Каква корисна граѓанска акција кога правиш повеќе штета, бе? Па ти директно генерираш и произведуваш реалност против која наводно се бориш. Ангажираш луѓе да те излечат од рационалниот систем, а они рационалисти до коска. Тоа е суштината.
Вели понатаму нашата мила актерка да се трудиме да не допира омраза. Она повторно се труди. Јадна се утепа од трудење, се труди да работи на себе, се труди да против омраза да се бори. Све се бори, ама се бори против, не се бори за. Све против се бори. Видиш, и Тоа е најголемиот проблем. И на крајот да кажем, и свесните луѓе оставаат такви пораки, ќе каже водителката. Свесните луѓе оставаат такви пораки. Како бе свесни луѓе оставаат такви пораки? Свесен човек уопште не се занимава со ваква работа. Уопште не сака да учествува во ваквите работи. Абе дај бе малку опитност бе и на тие, дај една обука на тие водителки бе, јавен сервис се бе. И на актерите бе да им се одржи бе. Не може да стане актер бе и да знае се. Поготово не од овие работи. Тој може би знае нешто за глумење на улогите и ставање во улога, но не и на лабенско психолошко Едно е да сознание. навлечеш маска на себе, нели? По потреба од дејноста, друго е да влезеш во вакви сериозни теми кои што не може секој туку така да ги, нели? Да ги Толку. оспознава, да ги истражува, да ги доживува и да спознава ново откритие кое што ќе донесе. Потоа имаме работа на себе. Запознав еден пријател мој и тој рече јас вика го користам кастанеда, тоа е многу длабоко помали, неговата суштинска работа е намерата е најважна. Па да, ама имаше Џо Витале, мислам се викаше човекот во Америка, 10 години кажуваше дека намерата е најважна, а Јунко откри дека во намерата секогаш постои скриена умисла или задна Так. намера или Што манипулација. управо егото. Манипулација, Да. секогаш постои. Меѓутоа, човекот кажа дека многу е задоволен од тоа, имали бенефит здравствен поради ова, супер. Значи, ако имате бенефит здравствен од некоја метода, у таа фаза сте на развој, од тоа ви прија, ви направило да се чувствувате поздрав или се, практикувајте го ова. И тоа ќе биде добро се додека символот не се замени со знак. Додека вие не го надминете проширувањето на свесноста кое што вие во кој степен сте дошли, до кое ниво сте дошли. Само до тоа ниво може символот да ве исцелува. Потоа преминува во знак и тој нема никаква суштина, нити може да делува како животворна сила. И уште ова да завршувам со работа на себе, една пријателка, многу размислувам, треба да бидеме добри, треба да простуваме, читам многу книги, гледам емисии на телевизија, разговарам со луѓе кои се на тој пат и така натаму. Повторно интелектуални композити, повторно интелектуализација, повторно ментални екзибиции. Како можеш бе, немаш лично Нема лично доживување, искуство. лично искуство немаш бе, штом немаш лично доживување и лично искуство ти не можеш да спознаваш. Абе доживувањето е постоење во систем на свесноста. Бе. Во системот на разумот мислењето е постоење бе. Дај бе еднаш да се расчистат бе тие работи бе. Основни работи се ова за да некој кој се бави со вакви работи да ги познава. Многу симптоматично разговарам со луѓе кои се на тој пат. Недефинирано. Кој е тој пат? Патот на разумот? Аз ја разбирам. Патот на свесноста? Ај баш ми објасни како работиш на себе. Значи да им кажеме поентава на овој сегмент на нашето излагање беше работа на себе. Значи работа на освестување на човекот, на нас како поединци, како индивидуи. Освестување на човекот. Како се прави освестувањето? Со проширување на свесноста. Кој метод се користи? Имаме ли метод? До сега немавме. Сега се користи сев метод на имагинативна терапија, spontaneous awareness, visual experience или спонтано свесно визуелно искуство. Оно ни овозможува да добиеме слики од нашата имагинативно засолниште. И тие слики ни укажуваат со една животворна сила што и како да правиме понатаму во животот и кои ни се можните решенија. Тие решенија се секогаш добри за нас. И секогаш се поволни за нас, и секогаш се здрави за нас. Значи, кога здравиот разум станува здрав, здравиот разум станува здрав само со свесноста. Кога свесноста ќе управува со нашиот живот, а разумот ќе го здобие своето второ место, заслужено место и ќе биде вграден во хиерархијата на новото управување со човекот, каде системот на свесноста ќе биде главен, а разумот ќе биде тој кој што ќе биде негов сопатник на тој пат.
Нема да биде ни маргинализиран, ниту отфрлен, ниту елиминиран, ниту уништен, напротив, ќе биде ефикасен и делотворен и ќе ни овозможи на сите нас уште поефикасно и покреативно живење, а секако интеграција наместо дезинтеграција и уништување. Сите исто така, овие психоаналитичари, психотерапевти говорат за свест. Колективна свест, индивидуална свест, па како да се унапреди, со што треба да се стимулира, да се потикне, да се храни. Меѓутоа никој во суштина и во својот бит не објаснува што е свест. Затоа имаме лутање денеска. И затоа и луѓето кои што се бават ова со години уопште не чуле за систем на свесност и нон-стоп. Дали е свест нешто што ние индивидуално самите го развиваме или е свест колективен збир на правила кои што треба ние сите да ги прифатиме? Значи свеста е меморијски запис. Така. Значи тоа е сеќавање во текот на овој живот. Значи разумот има сеќавање во текот на овој живот. Нема да влегувам подлабоко овој да објаснувам што е понатаму друга свесност и каде има и што е колективно несвесно. Битно е да се свати сега за сега дека свеста е меморијски запис. Богатството на нашиот јазик, значи и именно нели сите словенски јазици, свест, све ест. Се. Значи се вкупност. Така. Да, работава е управо тоа, ние така почнуваме. И со текот на времето ние доаѓаме до проширување на свесноста и процесот на индивидуација. Ние земаме сегменти од нашето несвесно и ги освестуваме. И кога ќе дојде моментот кога ние ќе бидеме потполно свесни за нашето колективно несвесно или ќе го освестиме целосно и ќе се споиме со него, дури тогаш ќе дојдеме во состојба да јас сум она што сум. И дури тогаш јас ќе бидам она што сум, јас сум свесност, јас сум Бог. Бак како Бог, она нели што самиот Јунг го кажува, вистинското селф е Бог во вас. Како што Бог вели јас сум она што сум, тогаш и ние стануваме вистинското јас сум она што сум. Да, и секако дека ова ќе претрпи соодветни промени во црквата која ќе го направи. Затоа што сега не се сложува со такви работи. Меѓутоа 1950 година католичката црква ја стави Мајка Богородица во Светото Тројство. Така, ја додаде. Четворец ја додаде. Значи пред 70 години. Што направи со овој чин? Па нели жената била зло, според старото предание на црквата. Заради јаволкото. Да. И сега веднаш таа станува дел од четверството. Четверството е целина, изразна целина. Значи нас не недостасува тој женски елемент. Тоа е фактички принципот на женскиот принцип. Анима која што недостасува на анимусот. На анимусот за да станеме целовити. Значи не можеме да дојдеме со принципот на само испитување, јас ќе се подобрам вако или нако. За да бидеме само со принципот на самооплодување ќе дојдеме до интеграција на овие два дела на свесност и или езотериски кажано хемиската свадба. Па управо тоа е самооплодување. Точно. Значи порано имало фактички процес на партеногенеза, ајкулите чекани го спроведувале и тие имале способност на самооплодување. И управо тоа е значи како ние да се самооплодиме себе. Па со спознавањето, со проширувањето на свесноста, работејќи на себе и освестувајќи се, ќе го оствариме тај процес, ќе го запознаеме нашиот селф. Црквата сега вика не може да се достигне состојбата на Богочовек, тоа е резервирано само за Исус. А Исус рекол, синови сте и на Бога, ќе правите дела поголеми од моите. Па Исус ли е управо или зборува вистина или они кои што се наводно го представуваат. Да, или медиаторите меѓу него и нас луѓето. Одлично прашање. Значи баш да видиме кој е како минатиот пат, владиката Велимировиќ за верата и Павле, свети апостол Павле за љубовта. Кој е поголем? Значи кога вакво нешто поставувате, неопходно е да се го поставите ова прашање. Како може Исус да рече дека сте синови на Бога и ќе правите дела поголеми од мене Бог, а црквата да вика не може, има 5 стадиуми на развој, последен стадиум на развој е човек Бог.
Значи ова е директно конфронтирање на Директно. фактите и значи Исто ова е таму на Свето парадокс. писмо, така. Па значи ствараме парадокс, а неспособни сме да го решиме. И како сега ќе го решиме тоа на тој начин? Па ќе го решиме само со промена на постулатите на црквата. Што направил Исус? Умрел. Потоа што направил после 3 дена? Воскреснал. Па како некој човек може да воскресне? Па може да воскресне некој човек. Значи ќе мора да се уведе нов принцип во црквата, а тој нов принцип ќе носи нови сознанија и нова болка на црковните свештеници, затоа што тие нели на црквата минатиот пат рековме, владиката Јосиф вели не ни требаат свесни свештеници и свесни верници. По сила на нужда и насилно ако треба ќе бидат променети тие правила. Со самата смрт и слегувањето во адот, Христос го дава примерот за процесот на индивидуација кај секој поединец. Се стимнуваш длабоко во себе, ја вадиш својата сенка, нели, од најдлабоките бездни на собствената личност и ја интегрираш со својата свесност и фактички, нели, ја воскреснуваш исто како што мртвите ги Па да, со смртта смртта победи. па да, они мора да го направат тоа. А како ќе го направат? Па ќе го направат со фактички со реинкарнација. Досега беше забранета. Зошто беше забранета? Затоа што едното раѓање на 70 години. Дали ние за 70 години можеме да ја спознаеме љубовта? Да го спознаеме Бог, ако Бог е љубов. А не можам колку и да бидам, јас не можам за еден живот да спознам љубов 100%, да се спојам со несвесното и да направам. И како Исус воскреснал, па ако Он воскреснал и вели дека и ние можеме да го направиме тоа, што е тоа што нас не воскреснал? Така е. Па принципот на свесност, таа не воскреснал, Точно. таа не интегрира. Божественото во нас. Сака ли, не ќе ли тие ќе го направат тоа? Дали ќе биде тоа за 10-20 години или повеќе, тие ќе го направат тоа? Не од што сакаат, туку се плашат, а не се свесни дека напротив спознавањето на вистината на духовното христијанство кое што Исус го проповедал, ќе донесе само бенефит на црквата и на свештениците. Најголем бенефит. И Ќе тоа бидат како е сакани, потребен ќе бидат мистицизм. сакани од своите верници. Така Тоа е е. најважно. Ќе бидат сакани и почитувани од своите верници. Денеска никој ништо не почитува. Се плашат. Се плашат од Бога, не од свештениците. И баш поради тоа идат и на исповед и прават многу работи кои што не би ги правеле инако. Се согласувам. И сега ние имаме два проблеми. Имаме денеска клучен проблем. Преинформиран човек и пренаселена планета. Това се два круцијални проблеми. Да ги спомнеме како е. Како разумот ги решава проблемите? Има два круцијални проблеми. Денеска над 8 милиарди луѓе и им преинформирани се сите. Кажавме минатиот пат. Значи, преинформиран човек или човек кој прима премногу информации создава паукова мрежа во главата. Таа прави блок и човекот се блокира. Паукова мрежа е символ на смрт на неговите функции. Смрт на клучната функција на свесност. Како ние да излеземе од ова? Како разумот ги решава работа? Јас морам да земам посебен лист. Како разумот ги решава конфликтите? Ова е мој пишан текст уште пред едно 3 или 4 години, кога почна војната во Украина. Дали има решение или нема решение за конфликтот осим присила? Како разумот ги решава конфликтите? Владимир Путин вели: ние немавме друг излез и друго решение освен да постапиме така, да влеземе во војна. Големиот Владимир Путин нема решение. Како тоа човекот на една од двете најмоćни држави во светот со огромна машинерија, интелектуална, воена и каква ти не машинерија, нема друго решение освен да влегува во војна. За да опстане Западната империја, неопходни се постојани конфликти и војни. Тие се раководат со аксиомот: што е моје, што е твое и моје. Неопходни се нови ресурси кои ќе им ги одземеме на сите. Оние кои не се со нас, а Бога ми и на оние кои се со нас. Дали Западната империја, Бајден или Трамп понудија решение? Западната империја нема решение. Источната империја нема, западната решение нема.
Ернст Волф, финансиски експерт и историчар, оние кои управуваат со светот присилени се, повторувам, цитирам, присилени се да поставуваат така да го решаваат конфликтот со употреба на физичка и воена сила. Банките и историчарите немаат решение. Како бе, Владимир? Најголемите умови во светот немаат решение, најголемите академии во светот немаат решение, банките немаат решение, историчарите немаат решение. 2000 години. Немаат решение. Да. Консеквентно или последично, авторитетите немаат решение. Здравствената криза се заменува со воена криза. Војната почнува, никој не е одговорен за неа. Се исцрпеле обидите за дипломатско решение. Сите се присилени да го прават она што го научиле. Контрога, манипулација, лага, неодговорност, несвесност. Што кажавме у почеток? Наместо да нема вакво нешто, се прави управа. Кризите се повторуваат и се решаваат еднолично, со конфликт или војна и со подолба на територии. А луѓето се само обична бројка, статистичка бројка. Поради што? Па затоа што никој не може и не сака да го види коренот на злото. Затоа што илузијата создава слики кои не можеме да го видиме коренот на злото. А кој е коренот на злото? Сите авторитети му служат на коренот на злото, а несвесните за тоа. Слуги се, а се сметаат за господари. Повторно, кој е коренот на злото? Затоа што се алчни, имаат желба да поседуваат се и само тогаш се сретни. Со нив управува нагонот за владење. И воедно да одговориме на круцијалното прашање. Поради што сите се однесуваат исто? Сите се однесуваат исто, еве гледаме, двете најмоćни сили, кои сите ги гледаме како божества, како некој кој би можел да го спаси човештвото. Се однесуваат исто. И реалноста, односно минатото, постојано не се повторува. Руши, гради, руши, гради. Уривај, гради, уривај, гради. И се поновува тој циклус. Бидејќи живееме во транс-состојба во матриксот. Дали постои решение? Сека нели како конструктивни критичари секогаш се тежнееме да понудиме решение. Па постои живот надвор од матриксот. Тој е поинаков систем на управување кој поврзува и интегрира. Каде секој е јунак по својот филм, каде креативноста, мудроста и внатрешната убавина се критериуми за создавање на новата реалност, но постои проблем со авторитетот. Тој вели: сакам да го купам излезот од оваа реалност. Свесноста вели: не може, не е на продажба. Сакам да го украдам новиот систем. Свесноста вели: ќе го украдеш, ама не знаеш како функционира. Сакам системот на нови вредности да стане моја собственост за да заработам и профитирам од него. Свесноста заклучува несвесен си дека тогаш системот нема да функционира. Системот на свесноста ќе стави крај на конфликтите и човекот ќе излезе од матриксот и ќе создаде нови вредности. Па имам овдека еден коментар од еден мој пријател, не сум сигурен дали добро те разбрав, имплицираш дека големиот Владимир Путин е во функција на исполнување на агенда за Западна империја. А мојот одговор му гласи: имаат исти решенија, иста матрица, нема ново и оригинално решение кое ќе интегрира, кое ќе поврзува и кое ќе го премости овој јас на поларитети, на поларизација, пардон. Само тој јас на поларизација, ако се премости, ние ќе можеме да го одиме на ново ниво. Јас се извинувам што користам малку материјал, но морам... Не, морам, потребно е, точно. Како разумот ги решава проблемите? Да, еве, ќе најдобро тоа ќе го разберат луѓето ако го направиме тоа преку поврзувањето. Што ги поврзува луѓето во реалноста на разумот? Ги поврзуваат два елемента. Значи, прво е интересот и второ е влюбеност. Интересот и влюбеност. Значи, секој го раководи интерес, значи она да заработи, да успее, да печели пари, да дојде до независност, условно кажано, а видовме дека само парите ја даваат независноста во овој систем. И второ е влюбеност. Не мора да се мачиш, не мора ништо да гледаш, видиш некој женска авион или обратно некој партнери, се влюбуваш. Нема напор, нема работа, нема труд, нема ништо, тоа се случува како гром од ведро небо. И има врска со моќта и уживање во сопствените емоции, кои се втемелени или кои се базирани на некој објект. Овие два елемента ги поврзуваат луѓето. Ќе ја спомна Калиопи.
имаше прв брак со Грил, Така. Антонио Грил, мислам да се Ромео. вика. Ромео Грил се викаше. Потоа имаше со Зафирче уште една врска, значи два пати ја спознав љубовта, ке рече таа и доста ми е повеќе. Таа не спознала љубов. Таа два пати била влюбен. Значи можете да се љубите и два пати, и три пати, и пет пати во текот на животот. Љубов тоа е нешто друго. Љубовта е рударска работа. Се работи у рудник, се копа руда, се процедува руда, се чисти руда, се филтрира руда. Тоа се се процеси кои е неопходно да се поминат. Тоа е пат на трње, на болка, на искушение, пат на невидени болки, болести, кризи, конфликти. И кога ќе излезеш од сето тоа, како посилен, како посвесен, само тогаш можеш да го разрешиш и тогаш да допреш до љубовта која ќе те води во животот. Инаку вака се поврзуваат луѓето само преку влюбеност, а тоа има врска со моќ. Значи таа два пати беше влюбен. Како да Дали, разбудиме Владимир, свеста го? Само уште момент. Така. Дали си бил влюбен да те прашам? Како и сите, Што е барем мислиме, сметаме дека сме били влюбени. кога си влюбен, што ти е основната мисла и основната потреба? Но основната потреба е што повеќе со личноста во која што си влюбен. Така е, супер, одлично. Значи што повеќе да биде со таа особа? Дали се осеќаш потентен, жив, силен, моќен? Апсолутно. Што ти имаш потреба од обавување на сексуален чин, се задоволуваш и потоа се празниш. Утредента тоа исто се повторува. Што правиме? Значи се празниме, се полниме. Се празниме, се полниме. Тоа е еднодневна, еднократна, повеќе кратна Тоа е потреба. симулација на љубов, повеќе Да. Значи видиш импресионираност од лично со спротивниот пол. Кај мене е малку сосема поинако, Дали кога се влюбам повеќе нели Да, и му давам приоритет на оној духовен чин. И сега, баш управо, со што е поврзана влюбеност? Поврзана е со повторно со она клучно, со свеста за сексуалност. Не е поврзана со љубовта, туку со свеста за сексуалност. Ти си обседнат со тоа, потентен си тоа, се чувствуваш жив, силен, моќен, можеш да направиш се живот, да работиш и по цел ден и се, само таа влюбеност да потрае што подолго. Меѓутоа таа завршува. Затоа велат ќе проверите дали е вистинска љубов после 50-та година од живот. Да, ама Кога нема да толку енергија. постапките на луѓето, довербата и она што го прават за тебе, делата, ќе зборуваат дали некој има љубов за тебе или не. И дали некој прави добро за тебе или не и го решава тој проблем. Чинот како чин, Да, и затоа Карол Југ Не кажува повторно поново го доаѓаме до она што го спомнуваме минатиот пат. Работејќи на постигнување на доброто и убавото, страдуваме темел на зло и грло, затоа што во празнината и исполнетоста тие се едно. Еве сега повторно ќе го споменам Елон Маск. Ако инсистираме на вечен мир како компензација на разумна цел, значи разум да биде мир, несвесното произведува војна. И па сега еве Трамп инсистира на мир во Украина. Значи ли тоа дека како последица на компензација на разумната цел ќе произведува војни? Еве, тој го каже тоа, ја не сум го кажал. Еве парадокс. Значи ли инсистирањето на Трамп за прекин на војната во Украина, за мир во Украина, ќе значи поради разумната цел, не дека несвесно ќе произведе војна негде други. Па значи тоа ќе биде, па како може да се реши овој проблем? Нема судир, нема напредок и прогрес. Па ако судирот и конфликтот беше зло, како нема прогрес и напредок, ако нема зло, нема прогрес и напредок. Па како може ако нема зло да нема прогрес и напредок? тоа е долниот материјален тродимензионален свет. Па, управо тоа го зборуваме, ама креатор на тој матрица, на тој тридимenzионален свет е управо разумот. И за тоа зборуваме денеска да се запознаеме со она што во фаза на одумирање, разумот е сега во фаза на одумирање и баш во оваа фаза доаѓа до таквото нешто. И затоа ќе дојде до фаза на самоуништување. Да не дојде до фаза на самоуништување, неопходно ни е еден степен погоре на ниво. Свесноста е новиот степен
кој ни е неопходен да го доживееме и да ја вградиме свесноста во реалноста, за да не ја креира реалноста, за да не доживееме самоуништување. И тоа е клучниот елемент за сите овие работи. После сето ова што вечера го работувавме Горан, што е по тебе вршенијата? Па јас само ќе спомнам уште неколку работи, дека разумот по својата природа е конфликтен поради својата дуална природа. Разумниот компромис секогаш се спроведува со употреба на сила. И промисленоста на оние алчните и неспособноста на разумните да најдат решение е проблем и поради тоа доаѓа до војна и поларизација. Значи, неопходно е алчноста да се откажеме од алчност. Тоа е суштинско и неопходно е. Не можат разумните да најдат решение. Свесните само можат да најдат решение. На алчноста никогаш не е доста. Да, Колку и да ја храниш, па, таа бара се повеќе и повеќе. Таа произлегува од овој систем. Значи, во рационалната секажност, разумноста е смислена постоење или ако сакате врв на еволуцијски развој. Значи, разумноста е врв на еволуцијски развој. Употребата на сила е крајно постигнување во еволуцијскиот раст и развој на разумот. После постои само смрт. И ова е лага и манипулација или незнање. Она кое што на која страна го однесе чинот на Каин на човештвото. Да. Значи, баш управо тоа е клучната поенца. Рационалниот систем се храни со енергија која го засилува елементот на раздвојување. На раздвојување. И тоа е елемент на одвоеност во човекот. Зошто? Затоа што краде животна енергија друг. Ние се бориме за енергија. Исто како и државите меѓу себе. Така е. И таа кражба на енергија, па самиот систем... Таа е на макро ниво, ова е на на микро ниво, така. И кога ќе го земеш ти фактички на некој начин, ти кога те управува овој систем, ти на некој начин делуваш во фаза, кога е завршна фаза на системот како крадец. И баш поради тоа фактички не можеме да го разбереме како овој систем ни донел толку бенефити и добрини, а сега не можеме да го разбереме. Баш поради тоа што се наоѓа во предсмртна фаза. Каде се јавува во ова промисленост или подмукол интелектуализам? Па секаде каде постои неумереност, голема раскалашност, каде тука се појавува таа субстанца која што го генерира подмолниот интелектуализам или промисленост. Ние мислиме дека промисленоста е свест, не напротив. Тоа е само трета фаза во развојот на овој систем. Но од друга страна, смалувањето на рационалниот систем во човекот ќе доведе до најбрутален егоизам. А доколку овој најбрутален егоизам остане во срцата на луѓето, тогаш ќе има неверојатни деструктивни случаи и процеси и мислам дека тогаш ќе го запознаеме оној антикристот фактички во секој од нас. Апсолутно. И тогаш фактички го чекаме надворешно да се манифестираме и тоа по мој мислење, верувам и по твое, тој ќе се манифестира внатре во сите нас, значи ќе го и као за превземе нашето као за окружување. Што е поголема желбата да добиеме повеќе за себе, толку е поголемо одвојувањето еден од друг. Значи, ако јас грабам што повеќе за себе, толку е поголемо моето и твоето одвојување. Одвојување со партнер, одвојување со деца, одвојување со се, ама ние работиме за нашите деца. Па не знам дали работиме за нашите деца, баш би требало да го провериме тоа. И например, ако имав една сеанса со клиентка и дојдовме на тој пат со сейф метод и на прашање викам окей, има 3 деца. Така. И ме прашува, вика, знаеш, викам ја прашува, викам, ајде, викам, прашај се, викам, која е твојата мотивација да имаш деца? И таа одеше по тој пат, и почна да излегува слики. И ми вика, јас ова, вика, не можам да го кажам, ова е многу болно и срамно за мене. Што имаше на визија? И ми кажа што имаше на визија. И поентава беше, јас сум ги создала децата за да се
така од хемични. Кој постојано го полни тој празен сад, го наполни исти. Полупразен, не полупразен. Ма, Така. ма не уопште, он постојано секој ден се празни исто на задоволство, па не може. Значи создаваме деца за да си пополниме собствена празнина. Каква љубов. Ама не е точно, јас си ги сакам моите деца. А ако окей, кажи ми ти на себе како можеш со разум и логика да ги сакаш твоите деца? Објасни. Ти можеш да си фактички си зависиш од твоите деца. Тоа е нешто друго, зависност од твоите деца. Тие ти даваат смисла на животот. Не замисли сега како мајка, родител, било кој да нема да има деца една, две или три, сега утре нема деца и живеела сама цел живот. И незината посесивност Кој е? може да ги одведе на сосема погрешна страна, на погрешен пат. Па ги води. Така. Еден мој исто пријател што го започна, викам, добро, што ќе правиш ти? Викам, си бил таму во Афганистан, си печелил пари и сега децата да заменат у странство. Све ќе продадам и ќе идам со жена, ќе шетам, ја изгубив смисла у живот, они ако си заменат у странство, јас сум мртов човек. Поразително. Па стварно е поразително, баш затоа што фактички ние бараме освестување од друг. Ние бараме спас од друг. Ние чекаме спас од друг. Така да ги вртат собствените деца да бидат вечни до нив. А тоа мене ме наведува на тоа размислување што го кажа на почетокот ти дека е борба за црпење на енергија. Па, Да, за ова тоа е се пример за црпење на енергија од собствените деца. Па за тоа се работи. Да. Во еден момент си авторитет, татко, мајка кој те слуша, кој ги децата ги усмерува на тој пат и тогаш си битен, важен и се полниш со енергија, неопходен, и се ставаш во позиција да бидеш неопходен или важен. И се полниш со енергија. Во оној момент кога тие ќе пораснат и кога повеќе им пречиш отколку што имаат добро мислење за тебе, тие доаѓаат да земат пари и ти сваќаш дека доаѓаат повеќе поради пари отколку поради тебе. Има секако деца кои доаѓаат ради родителите, ама тие се многу мал број. И кога ќе сватиш дека материјалното е на прво место, а ти на второто место, тоа е поразително за тебе. Но сите го премолчуваат и голтаат тоа и викаат ајде така нека биде, само они нека се среќни. Па кај може да биде он среќен ако он не се реализирал како човек? Апсолутно. Кај може да биде среќен ако секој ден или секоја недела или секој месец ти бара пола плата или пола пензија? Или не се снашол во животот, а живее со тебе и така натаму. Значи, овие работи е неопходно да се согледаат од тој аспект и да се види ова е вистината. Некој може да ја прифати, некој може да ја негира, некој може да бара факти други и да кажува во системот на разумот не постои љубов и неспособни сме за љубов. Способни сме фактички за зависност. Грижливи се. И поради нашата грижа и осет на вина, друг има смисол во нашиот живот. И друг очекуваме да не спаси. Но гледавме, видевме дека двете најголеми сили не можат да не спасат. И немаат решение за тоа. Што ќе правиме? Никој нема решение за тоа. Решение, Горан? Решение го дал повторно Јунг. Нашиот пријател, добар Јунг. да се изразам под наводници. Тој го дал Јунг. Му се прикажало во визија како светски часовник. И тој светски часовник, тој го забележал дека со него управуваат два система и три ритми. Тој го споил со функционирање на човекот и рекол дека да, човекот го управуваат два система и три ритми. Што знаеме од Јунг и од неговото опишување? Па знаеме дека постои свест и несвест, дека центар на свеста е егото, а центар на несвеста е негото. Е сега, кога доаѓаме до таа ситуација, кои се тие два система и три ритми? Тие два система се овие за кои расправаме. Систем на разум под еден и систем на свесност под два. Тој спознал дека постои друг систем на свесност кој што нас не е непознат и кој не можеме да го спознаеме. Се додека принципот, женскиот принцип или анимата не ја вградиме во целовитост. Точно. Што е символ на анима, како и што застапува, кои се функциите, ова во некоја идна прилика. Али важно е сега тоа да се свати и да се разбере. Значи систем на разум и систем на свесност. Кои се трите ритма? Никој никогаш не го објасни, но тука ни доаѓа на помош добриот Оноре де Балзак. Тој е француски писател, али огромен и голем мистичар. Малку позната работа со која се занимава.
Минатиот пат спомнавме, сега ќе го повторам. Значи во тебе се три човека, Владимир. Еден како мислиш дека си. Втор, како имаш желба да бидеш. И трет, како навистина си. Единствено тој не го познаваш. Ова е она што го обработуваше и велелепниот Фјодор Достоевски во Браќа Карамазови. Поделбата наша, нели? Да. На три личности во еден, он ја објасни преку браќата Карамазови, преку Алјоша, Иван и Сергеј. Значи фактички управо баш за тој примери се работи. Значи јас работам на вежба со клиент. Кажам, ајде, кој си ти кога мислиш дека си? Јас сум вреден, јас сум работен, Така. јас сум храбар, јас сум Кој треба сам за себе, да. Јас сум супер. Па кога си така, што сакаш да промениш кај тебе? Каква желба имаш? Не, сакам да бидам поупорен, сакам да бидам побогат, сакам да бидам да ме бркаат сите, да по мене, да барат услуга од мене и така, и некои желби така. Ама пак го сакате. Сега еве ги имаш тие работи, а овие првите и сега дали си задоволен? Па пак не сум задоволен. Па чекај, имаш све што сакаш. И она што мислиш дека си, она што имаш желба, и пак си незадоволен. Поради што? Па кратко траева. Па крајот кратко затоа што се празни и се троши, се празни се троши, значи се празни и се трошење. Се неопходно е да го исполниш. Како ќе го исполниш? Како ќе го исполниш? Ако не работиш, мрзлив си, лен си, како ќе го исполниш? Абе приказни со ние работи дека можеш да си легаш, да си замислуваш фантазии и ќе дојде џак злато ќе ти Азното. Како беше? Азното ќе дојде или Господ ќе ти прати Писи кавето. писи кафенцето и секи си дојде. Ќе си дојде малку сутра. Малце утре ќе си дојде. Да. Нема шансе такво нешто да се деси. Значи неопходно е трудолюбивост, работа, упорност, борбеност. А и самиот фокус на повеќето од луѓето управо на тие материјални успеси им го намалува, им го стеснува полето на Апсолутно, Владимир. Апсолутно си Маневар. право. Да, и што поголеми очекувања, поголеми се разочарувања. И фактички ние пак повторно денеска се наоѓаме во една ситуација пред 2000 години што се нашле Исус и Варава. Апсолутно. Варава е символ на разум, а Исус е символ на свесност. Кого избрале луѓето пред 2000 години? Варо. Разбойник, криминалец, борец за права човечки, борец, Така. наречи го како сакаш. Да им помога на луѓето, војсководец и така натаму. А Исус завршил на крстот. И ние денеска повторно ја имаме таквата ситуација. Ете ја така. Бираме. Не бе, ја бираме ја Варава и Исус. Си го жртвуваме нашето вистинско јас за нели оној успешен Горан, успешен Владимир, Да. Владимир кој што ќе управува со За светот, сликата за себе. за сликата за себе. Да. Си го отфрламе оној Така. есенцијален дел од нас. Ама апсолутно. И затоа е битно важно да се напомене уште еднаш овде кај Јун ќе го споменам на што тој укажува битна работа, пример за логика. Значи, најголем проблем кај луѓето од разумот е што има непостоење на свест за фактите. Значи, повторно, онамо имаме сексуална свест, а дека свест за фактите. Кога нема свест за факти, тогаш многу работи може да се изместат. И он го дава овој пример кој се користи логика. Вика, никој без разум не е слободен. Или нема слободна волја. И ова, никој без разум не е слободен. Океј, се сложуваме. Прва измама или заблуда. Затоа ниедно слободно суштество или слободен човек не е неразум. Видовме дека има неразумни луѓе и тоа е еден куп. Да. Потоа, сите луѓе се слободни. Разумен и логичен заклучок. Да, на сите ми дадена слободна волја. Да, така што. така е. И сега, затоа, поради тоа што секој човек е слободен и има слободна волја, ниеден човек не е неразумен. Ако ти имаш слободна волја, и ти не можеш да бидеш неразумен. Па како не можеш да бидеш неразумен? Значи, целосна безсмислица. И ова се вика след на силогизам. Комплициран след на логички заклучоци за кои е карактеристично дека вие почнувате од сосема разумна изјава и преку прикриени претпоставки и инсинуации постепено ја менувате вашата рационална природа на првобитната изјава.
до потполно искривување, односно неразбирливост. Значи, еве Јунг го дал исто она кој што го тврдат логичарите и разумните. На кој начин преку силогизам се менува првобитната рационална разумна изјава до искривување или до неразбирливост. И важно е да кажеме дека од што се плашиме да не го изгубиме добриот здрав разум? Па се плашиме да не полудиме, Така. да се земе сериозно несвесно. Да се земе сериозно А несвесно. мистицизмот говори сосема нешто друго. Апсолутно. Вика да полудеш во Христос, нели юродивите популарни Да. мистици кои што угубата разумот на сметка на доближувањето до Бога. Апсолутно, па Да. и тоа го истакнал и маргинализацијата на разумот доведува прво до користење на свесност и овозможува користење на свесност. Разумот со своето доминантно користење оневозможува внатрешен раст и разум. Оно што го зборевме неформално пред емисијата дека Да. 30 на години 40 одбивал да се нели дека бил жив да се објави Либер Новус црвената книга, Така. затоа што знаел дека тогаш ќе го нели додека е жив ќе го прогласат за Значи, лудак. сакам да те прашам, која е основната клетка на развојот во разумот? Технологијата или човекот? Сега е технологијата. А што станува со човекот? Човекот наместо да биде оној кој што ќе ја користи технологијата во негова корист, е обратно технологијата го користи човекот за негово развој. да служи. Да служи. Еве тие таа што го зборевме завршен процес на транскуманизам пред воопшто да почне транскуманизмот како процес. Баш тој процес. Значи, како тоа можеш да го објасниш? Имаме енормен раст на општеството, енормно богатство, луѓето станале со станови, со куќи, со пари, со работа, со се, а основната клетка на тој развој човекот стагнира. Како? И деволуира. Од ден на ден се Па поеќе затоа што целта е основна, значи целта е поважна од човекот. Во овој систем целта е поважна од човекот. Човекот е маргинализиран и тој е на второ место. Разумот нема чувство. Нема. Разумот Тој има се емоција. фокусира на физичката еволуција, нели дарвинизам, класичен, а духовната еволуција се става скроз на трет, шест, ако воопшто и на било кој планет стане. Апсолутно. И сега А без духовна еволуција немаш нели доближување до она што зашто е човекот всушност создаден. И па духовноста е врна свесност. Така е. Значи освестување на човекот. Не може да се Според ова јас тебе те саѓам дека свесноста е единствениот пат за духовна еволуција. Духовен не раст. постои друг пат. Не постои. Тоа го кажал Јунг, не сум го ја измислил дека само го... Да, и он нели затоа вели врв на свесноста или кога наоѓаш вистинското јас или селф, тоа е вика Исус во себе. Да. И на крај фактички баш доаѓаме еве поново тие две работи, преинформиран човек и пренаселена планета. Како свесната го реша овој проблем? Како ќе го решиш, не знам, во овој систем на разум имаме Разумниот ќе направи депопулација. ќе направи депопулација. Војни, пандемии. Значи, мали локални војни или една голема војна или на повеќе места мали војни, локализирани Десети на ограничени, вируси. со штета, со разни болести, епидемии, се, значи ќе го реши проблемот со деструкција, со уништување. Затоа што Каде- не знае за друг начин. Па да, не знае за друг начин. Нешто фактички што е оно спротивно на свесноста, затоа што Систем на казна. Да, затоа што целта е важна. Депопулација, целта е важна. Човекот пренаселени сме, мора да го отнема човекот. Преинформирани сме. Па ако сме преинформирани, што да работиме? Па ние сме преинформирани да го уништиме технолошкиот развој. Па и тоа не одговара и тоа. Значи, помеѓу технолошкиот развој и развој на човекот, ние бираме депопулација. Значи, уништување на човекот. Значи, едниот проблем мора да се уништи. И се ствара нели една критична маса, категорија на луѓе кои што тие треба да се остават. Па да, Не сте вредни. Еве, И само се создаваат и се измислуваат во потреба нели од системот и општеството на кое развој. роботика, кој ќе дојдат роботите во производството, на секој робот 3, 5 или 10 луѓе ќе останат без работа. Кај ќе идат тие луѓе? Од една страна државата вика еве ви пари за трето дете, еве ви пари за четврто дете, а од друга страна вика депопулација. Чекај беше повторно парадокс.
Како системот на свесноста би го решил овој проблем? Би го решил на тој начин што со освестување на луѓето, секој интуитивно би чувствувал колку деца сака да има. Со кого сака да има деца? Апсолутно. Со кого и дали Апсолутно. сака да има деца. Интуитивно би си го избрал својот партнер преку чувство. И тој би почувствувал и би знаел колку да има. Тие луѓе кои остануваат без работа би се посветувале на освестување и духовност и би барале свој пат и свој начин каде би се вградиле во тој систем и тие самите. Затоа што човекот ќе стане алфа и омега и се на тој систем и од неговиот развој ќе зависи што и како ќе се случи. Ако ти се повржиш со тој систем, ти можеш да се повржиш со енергијата од друг извор. Вака само човек на човек си зема енергија. Јас морам да те исцрпам тебе, да те исцицам. Точно. Или да те нема, да те уништам за да мене ми биде добро. А вама е Да, работа за на едниот да му изгрее, на другиот треба да му зајде. Значи тоа е. А од друга страна постои енергија на свесност, која ние можеме да си ја даваме, разменуваме и секогаш кога како јас и ти овде во емисија, ти ми даваш на мене енергија, а примам и ти ја враќам. Ти ја примаш и таа енергија круши. Така е. Значи системот што е као обновлива енергија. Да, значи системот давам, земам е систем кој што ќе ни помогне да излеземе од оваа ситуација. Системот давам или само земам ќе не уништи. И тој фактички Апсолутно. доведува Тоа се до гледа тоа, се на гледа веќе Мадалјан план. и другиот преинформираност. Несвесниот човек своето време го планира ефикасно и продуктивно. Тој си наоѓа работа и сам си поставува цели и е насочен на тие цели. Него интересира што рекол Петко Трајко Рајко, кој рекол дали владиката Велимировиќ рекол тоа, а Павле рекол ова. И сега едни ќе прифатат што рекол владиката, други ќе прифатат што рекол Павле. Или, значи, нема конфронтација, затоа што клучна работа ја дал Штајнер. Тој рекол да во системот на разумот секој факт може да биде урнат со контрафакт. Дефинитивно. И фактички за какви факти ние зборуваме, за какви следење на факти, разумот ги следи фактите, па како ќе Проблемот е тоа што кој ги брани тие факти. Ако некој знае да ги одбрани подобро пред, нели, аудиториумот, тој факт ќе победи. Да, значи фактички тоа како свесноста ги решава, па преку поврзаноста на интуицијата и креативноста. И тука интерперсоналната поврзаност не се прави со влюбеност или со интерес, него се прави со љубов. Ние тогаш стигнуваме во контакт и почнуваме да се исполнуваме. Ама не со, како беше овие рејки што има да работеле со енергијата на луѓето. Да. Они Дури тогаш ја екстрахирале енергијата. ама се работа на себе, Ова е освестување на веќе себе. врнал хемија. Ова како? Ама ливе, како Ама- екстрахирале енергијата, не знам. Браво. Добро се. Може би. Мала шала. Да. И еве на пример можеме да ја земеме МБА заедницата. Да. Таму рецимо имат сите богати договори. Кој има милион, кој 50 милиони така. 5 милиони е минимум сега. Да. Да. Порано имаше многу гужби, тепачки, на кој ке како што. Сега повеќе нема. Сите гледаат да бидат пријатели еден со друг. Зошто? Па ако денеска јас играм за еден тим, утре може да дојдам во твој тим. Зошто би се карали или се тепале кога ја и ти сме газди и еден договор мене ми е милионски. Значи се договараме да се дружиме, комуницираме, да се бидеме пријатели. Изгубил довел, тоа е па има еден Јанис Антетекоумбо, еден од Да. најпознатите кошаркачи, Грчкиот. го прашува новинарот, оваа оваа година направивте утка, вика ништо не освоивте, он вика што ме не освоивме, па у спорт нема, вика нема промашена година. Ма дефинитивно што се кажал истина. Па си кажал, си земал лани 50 милиона долари, ништо не направил. Оваа година си земал 50 милиона, па ништо не направил, на третата земал титула, па направил трета. И ги пезе. И пуште 50 милиона. Не е изгубена. Нема изгубен. Дефинитивно. Виж, можеме да се создадеме ваква заедница ние на светот. Така е. Можеме ли, ако можеме да создадеме ваква заедница, еве земете го здраве. Значи здравиот разум доаѓа на сцена само доколку човекот е свесен. И тогаш што е здрав и функционален и овозможува да се даде. Дури тогаш може да се прават вистински компромиси. Така е. Управо тоа. И зошто се спонзорира? Значи здравиот разум е разум кој што он ни овозможува свест, значи свест за сексуално, свест за телесно. Свест за телесно, тоа е клучната поента. Свест за телесно и common sense ти кажа дека тоа е способност за перцепција на телесни дразби. И ние треба тоа да ни нуди решение. За да се избегне она стварање на телесните дразби во хедонизм. Апсолутно.
И као за окружување на оваа емисија, мистичните увиди уште еднаш и сознание се стекнуваат само низ лично искуство, А не преку прераскажување од некој. преку прераскажување, преку размислување или преку читање. И дека секој искуствено доживување се спознава со искуственото доживување се спознава универзалната вистина. Таа е една и единствена. Нема, тоа е како универзален принцип. Нема тука како гравитација. Не може тука, значи мора да се принцип. И тоа е единствен пат кон свесно, кон стварност. Кога ќе го отфрлиш варава, ќе го прифатиш Исус во себе. Ма не морам да го, не го отврлам вара. Но го бирам Исус. Го бираш Исус. Ова, тоа е мислам. значи, да, кога го кажавме на преска, не отфрлам ништо, разумот си останува во хиерархијата, но се зема друго второ место. Не му давам ја на варава да ми манда со мачот тука и да сече глави и да уништува, да преку уништување, деструкција, убиство да владее и он да дојде на место на оние римјаните, него напротив, го избирам Исус, ја избирам свесноста и креирам услови во кои што ќе ги освестувањето на луѓето ќе биде процес, каде што секој ќе си го најде своето место. Таму каде што тој сака да биде. Значи, кога сакам да го правам она што го сакам, јас тогаш сум онај вистински. Оваа завршница Горан не може да посакам, значи го објаснивме она суштинското, што всушност значи нели мистичен увид. Третава емисија некако ми дојде нели како едно завршување како на еден семестар и верувам дека нели од емисија во емисија ќе влегуваме во се поише и поише нели табу теми, табу за нели за разумот, меѓутоа за нели свесноста и тоа како битно. Не табу, него потребни лективи. Ти благодарам што беше денеска наш гостин. За брзо време, нели, повторно сме тука и продолжуваме. Ти благодарам и на тебе. Тоа е едукативно. И сакам само да кажам дека многу повеќе време и внимание ќе посветиме сега на тој однос разум и свесност и полека да се навлегува во свесност, зашто чекор по чекор се оде овој пат, за да можат фактички и гледачите и оние кои што одат по овој пат да го разберат ова, а кога ќе го разберат ќе го прифатат и само ако го прифатат ќе можат и да го променат. Ти благодарам. Имено. Ти благодарам уште еднашка, Горан. Вам, драги гледачи, благодарам што со концентрација и целосно внимание изгледавте вечерашнава емисија и верувам дека нели ве заголица за да бидете нели присутни и во наредните емисии кои што набрзо нели следуваат. Останете во добро расположение до нашата следна следба. Ви посакувам се најдобро.